Добре дојдовте назад. Време е за првиот наш денешен разговор. Како што ви најавивме уште од самиот почеток на емисијата, имаме на вистина интересен разговор и благородна мисија. Чест ми е што можам да ја кажам добро утро секое утро на Маргарита Милошевска. Добро ви утро секое утро. Добро утро и на вас. Благодарам што ми возможивте да во емисијата ваша ја започнеме нашата кампања за правата на децата со посебни потреби и да создадеме еден свет без граници. Токму така и јас напоменав уште од самиот старт на емисијата дека не случајно е одбран овој период. Значи не случајно се чекаше старт на политичката кампања, затоа што сега имате или имаме сите можно заедно и со нас кои сакаме да ви помогнеме во оваа мисија, имате можност да ги обврзате политичките партии без разлика кој ќе победи на овие избори, да се обврзат дека ќе им помогнат на дечињата за подобрување на нивниот живот, но и вашиот живот, на родителите на децата со посебни потреби, бидејќи многу често, според она што го гледаме, токму поради состојбата на дечињата, вие не сте во можност да работите. Да. Сега, прво да ве најавам, значи вие сте представник на повеќе вакви здруженија, меѓу кои и ресурсен центар. Ајде прво да објасниме што е ресурсен центар, па ќе продолжиме понатаму со вашите барања, што е тоа што вие го барате и каква е актуелната фактичка состојба. Вака, јас сум координатор во Ресурсен центар. Ресурсниот центар е национален родителски сервис кој е инициран и формиран од родители на деца со посебни потреби, но заради тоа што децата наши растат, во нашите управни структури имаме и лица со посебни потреби и воедно е воден исто и од лица со посебни потреби. Ресурсниот центар делува како партнер на родителите и на здруженијата кои имаат задача, активности и делуваат и се однесуваат на децата со посебни потреби. Воедно и на институциите кои работат на подобрување на условите и живот на децата и лицата со посебни потреби. Мисијата е да им служи на сите деца и лица со посебни потреби, нивните семејства, преку обезбедување на помош, поддршка, пристап до информации, обезбедување на остварување на нивните права, овластување во сите сегменти од животот, успешна социјална инклузија и подигање на правната свест и одговорност на национално ниво. Така. Во ред, да поразговараме малку за она што вам ви треба, за вашите барања, оние барања кои ги упатувате практично до политичките партии. Уште еднаш ќе напоменам, барате да се обврзат на овие барања, дека ќе ги исполнат овие барања, без разлика кој ќе излезе како победник на 15-ти. Ајде вака да позборуваме. Јас нешто споменав претходно, еве информација која не сум ја знаел, што ја дознав од вас, дека постои граница до 26 години во здравствениот систем за овие дечиња со посебни потреби, за децата со посебни потреби, а после наполнети 26 години тие треба практично да плаќаат како и сите останати. Ајде малку да го објасниме овој сегмент од целокупниот проблем. За жал, тоа е еден од најгорливите проблеми на нас родителите. Сметаме дека границата од 26 години е многу лош закон, бидејќи децата, ако до 26 години не партиципираат и се со некоја тешка дијагноза, јас не знам по која политика ја донесле таа граница од 26 години, дали по нивно децата после 26 години што се со церебрална парализа, тешка форма на аутизам, Даунов синдром и сите други дијагнози, дали тие мислат дека после 26 години децата оздравуваат? Напротив, нивната состојба после 26 години се повеќе се влошува. Тоа е важно, тоа е важно да го потенцираме, дека за жал после 26-та година, значи веќе со стекнување поголема возраст, дека фактички нивната состојба генерално почнува да се влошува. Се влошува. Значи нема логика законот. Нема логика тие да партиципираат во здравството после 26 години. Токму така. Значи си плаќаат редовно како и сите други пациенти и за нас тоа родителите нема логика никаква. А веќе кога сме до родителите, она што го напоменавме како дел од проблемите, како еден од проблемите за кои вие барате решение, барате одговорност од идната влада,
е дека барате пензија од навршени 55 години кои не за родители кои не успеале да се вработат поради нели состојбата на своето дете. Многу често бара целосно внимание. Да. Ајде малку да го подискутираме и ова. Па вака, многу родители значи немаат нити време, нити можност да работат, бидејќи се грижат за своите деца. И затоа иницирани од тие проблеми, решиме да побараме родителите да добиваат пензија од нивните навршени 55 години. Бидејќи тие родители нема да можат да успеат да земат пензија по никаков основ, а биле врзани цело време за детето. Сега има бившата министерка Мила Царовска имаше донесено закон после 64 години да добиваат родителите пензија, иако немаат остварено право на пензија. Меѓутоа ние сметаме дека 64 години за нас е многу, бидејќи ние сме истоштени уште на 40 години, а не на 64. Затоа некаде зедовме средината од 55 години навршени да имаат пензија. Така, значи чување на дечиња е целосна работа. Целосна работа, апсолутно. Целосна посветеност работа 48 часа. Така. Која не престанува никогаш, апсолутно. Сега во ова насока, она што го споменав, можеби е неубаво да се слушне, меѓутоа она на кое што јас имам налетано лично на многу коментари на социјални мрежи со луѓе со кои сум разговарал, зборуваме за родители на дечиња со посебни потреби, нивниот практично најголем страф е што ќе се случува со нивните дечиња кога нив ќе ги нема. Токму едно од вашите барања... Повелете. Правот на сите родители е токму тој, што ќе биде со нашите деца после нашата смрт. Нормално има некои родители што имаат и други деца што би се нафатиле да ги чуваат децата, меѓутоа многу од нас не сакаме да им оставиме обврска на нашите повозрасни или помали дечиња. Тоа е многу голема обврска за нив, тие ќе си имаат нивни семејства и затоа ние стравуваме сите што ќе се случува после нас. Затоа една од точките предлагаме 3 регионални центри во државата, каде што би биле сместени нашите деца после нашата смрт. Видовме дека ова министерка Мила Царовска, бившата министерка, одеше кон тоа на деинституционализација на затварање на домовите, меѓутоа тие може да си најдат некој модел, дали да бидат тоа групни домови, дали тоа да бидат некакви центри, тоа отом потом ќе се договориме кога би седнале вака на разговор, би се договориле што и како би било. Па да, токму така, не може да се каже дека сите дечиња имаат исти потреби во однос на затворање на домовите. Можеби тоа требало да се направи во консултација со експерти. Но добро. Вие барате отворање... Големи експерти од нас нема. Се согласувам. Вие, значи, барате отворање, како што рековте, на 3 регионални центри за овие дечиња, за овие деца кои ќе се грижат за нив откако родителите ќе ги нема. Дали во моментов постојат такви некој центар, било како? Не. Дом? Не. Ништо такво. Добро. Ништо. Постоеше нели тој центар што го затворија и се оде на тој дел како мали групни домови по 3-4 деца. Меѓутоа тоа се оние деца што се напуштени од своите родители, што така, тоа е за ова е веќе нешто друго. Да, значи зборуваме да не ги мешаме, да прецизираме за нашите гледачи, дека се зборува за домови за дечиња без родители. Тука се зборува за една сосема поинаква проблематика, сериозна проблематика која мора да биде решена и апсолутно ја имате нашата поддршка. Понатаму, во однос на посебниот додаток, каков е тој сега и дали имате некое барање во негов однос? Посебниот додаток во моментов да не се изразам лошо е многу мизерен. 5000 денари земаат родителите, а самохраните родители земаат 7500. Кога ги гледаме разликите, кога гледаме дека во нашата држава постојат луѓе кои не работат можда 5
или повеќе години и земаат плата, а седат дома. Не можеме да ја видиме логиката која е ние да земаме за децата 5000 денари, а тие да не одат на работа и да земаат на просечна плата. Мислам, не сакам да правам вакви споредби, не сакам да одам да правам политики, меѓутоа морав да ја направам споредбава, тргната поучена од тоа, што тие луѓе 5, 6, 7 или 8 години земаат плата, работат приватно плюс тоа, додатно, имаат здрави деца, а ние се мачиме со децата и не знаеме што побрзо да направиме со тие 5000 денари. Ајде, некои сме вработени, еве јас сум вработена. Меѓутоа имаме родители кои што се двајца невработени, имаме родители што имаат 2 или 3 деца со посебни потреби. И замислете вие 5000 денари за што побрзо ќе ги искористиш? Дали за лекови кои не одат на фондот? Значи има многу родители што ги купуваат лековите од Србија, од Бугарија, од Германија, од странство, што ги немаме овде. Токму така, значи тие лекарства чинат многу и потребни ви се едноставно, напросто ви се потребни пари. Децата ги пијат постојано тие лекарства и ние постојано се соочуваме со такви финансиски проблеми заради тоа. Во моментов сакам да кажам уште една ситуација во која се наоѓаме ние родителите, ради ковидов во моменталната ситуација. Значи, ние не можеме да ги однесеме ни на контрола децата наши. Сега пред 2-3 дена слушнав една мајка, имаше проблем со забите на девојчето. Отишле во Систина и платиле 1500 евра за пломбирање и за вадење на заби. Дали е тоа можно да не може да се обезбеди тоа во државната болница поради ситуацијава? Ја не можам да го сватам. Дали ние ќе се лекуваме само од ковид, па ќе ги оставиме овие деца нека умрат или нека трпат болови? Како на тоа дете ти ќе му кажеш да го трпи болот? За волја на вистината, ние постојано ја отвораме таа тема и постојано ја држиме активна, дека и го потенцираме тоа, дека пандемијата, пандемијата со ковид практично не ги реши претходните проблеми кои луѓето си ги имале, напротив, ги интензивира од аспект на тоа дека изголеми тие проблеми. Дека со месеци луѓе не можат да отидат на контрола, имавме приказни каде што чекаат за операција, понатаму за наша голема жал изразуваме апсолутно сочувство до членовите на семејството за 31 годишниот христијан од Сдруженијето Храбро срце, оние кои чекаат трансплантација на срце, за жал почина чекајќи ја таа трансплантација. На вистина има впечаток дека целиот здравствен систем е на некаков стендбај и дека едноставно не можат да се решат тие проблеми, но сакаме и нив да ги поканиме во студиото на Алфа, токму да го актуализираме повторно нивниот проблем. Сакам да кажам, постојано апелираме на тоа дека мора да се решаваат овие проблеми. Ето, особено и за дечињата со посебни потреби, нив им е потребна посебна помош, сакам да кажам по-интензивна, апсолутно. Сакам да кажам уште нешто, значи клиниката за стоматологија во државна болница не работи и пред пандемијава. Секогаш немаат анестезиолог, секогаш е многу тешко да дојдеш на ред. Ако детето има проблем во моментот, потечен зап, загноен зап, не викаат да чекаме по 3-4 месеци. Како можеш да дозволиш со еден процес на зап да го оставиш детето 3-4 месеци да чека за... И дали после тие 3 месеци ќе добие термин за операција или за вадење на зап? Така. Сега, едно од вашите барања се однесува на еден одреден аспект кој е за персоналните, образовните и асистентите за помош на дечиња со посебни потреби. Хајде малку да го разглобиме и овој проблем. Вака, значи, фактот дека државата сака нешто да направи, не можеме да го спориме. Значи, работите тргнати се малце еден чекор или пола чекор на напред, меѓутоа не е тоа нас што ни е потребно. Пробуваат со персонални, образовни асистенти, требаше да почнат и асистентите за помош и нега во домот, кои еве уште ги чекам, тоа ми е мене најповеќе потребно, бидејќи моето дете не оди ни на училиште, јас сум работена и ми треба помош и нега во домот. Меѓутоа, прво, асистентите не се стимулирани воопшто. Земаат по 7 или 8 илјади денари плата,
или по 9, зависи. Делот може да им го задржуваат не знам каде, задружение или преку Црвен крст, тоа не сум запозната, не сакам да дискутирам на таа тема. Наша идеја е да бидат асистентите, да земаат барем една минимална плата што е во Република Македонија и да бидат да им биде платено пензиско и здравствено осигурување, значи да им тече стаж. На почеток, нека би било тоа пробно од една година со договор на дело да бидат работени, а потоа кога асистентот ќе се најде ќе увиди дека може да биде да ја работи таа работа, тогаш да биде вработен некаде во центрите за социјална работа, некаде во образование и да бидат достапни на родителите како што е тоа пракса во другите држави. Значи, мора тие да се стимулираат на некој начин. Апсолутно, а дека не е убава и нивната ситуација, еве конкретно ќе ви кажам примери вам за еден ваков асистент, односно за група асистенти во конкретно општина Карпош, ви го најавуваме како гостин, значи ќе дојде во Добро утро секое утро. Различно од општина од како фати пандемијата, прво според тоа што тие го кажуваат секако, била прекината исплатата на нивните хонорари, како што вие ги кажувате, мизерни од 6 од 7.000 денари, а потоа и едноставно им бил прекинат работниот однос. И тоа го најавувам и за гледачите дека ќе имаме таков гостин токму иднава недела. Ќе го дискутираме токму овој случај. Значи не можеш еден човек да го обврзеш или да му понудиш некоја таква работа со тешка форма на церебрална парализа, со тешка форма на аутизам, да му биде асистент за тие мизерни 6.000 денари. Тоа за мене е прво и понижувачко. Понижувачки е и фактот дека згрижувачките семејства земаат многу поголеми додатоци од нас родителите. Тие тргаат од тоа дека тие семејства прават хумана мисија и дека од хуманост ги земаат да ги чуваат децата што се без родители. Им даваат едноставно еден дом, каде што би се осеќале сигурно, и тоа е во ред, тоа е во ред. Значи, во ред е, меѓутоа не толку да не оддалечуваа нас од згрижувачките семејства. 5.000 со 20.000 не е исто. Значи, ние како родители мораме да ги гледаме нашите деца, меѓутоа и ние имаме трошкови и ние мора да имаме повисок посебен додаток. Маргарита Милошевска, ви благодарам за гостувањето и ви посакувам сета среќа на овој свет. Секако ја имате нашата поддршка, доколку е потребно повторно ќе извршиме притисок и во овој период врз политичките партии да се обврзат, без разлика која ќе победи на предстојните избори, да се обврзе, да ги реши овие проблеми и да одговори на овие ваши, па можам слободно да кажам, легитимни барања. Јас сега сакам само да ги повикам сите политичари јавно сега на почеток од вашава емисија на 8 јули во 5 до 12 наспроти собрание. Тука ние наспроти собрание имаме иницијативата што се викаше 5 до 12 и поради тоа инициирани од тоа решивме да биде надвор поради пандемијава, да биде баш токму во 5 до 12 на 8 јули, да ги повикам сите председатели на политичките партии, значи не сакаме подпис од нивни советници, од нивни заменици, лично од председателите на политичките партии, да подпишат овој пат документ, не само да ни ветат со збор, туку да подпишат документ на нашиве барања, за кои се деловно известени, другите ќе бидат известени накнадно и преку мејл и лично ќе бидат известени, за да го подпишат овој документ. Од наша страна ќе биде подпишан од мене како родител, од ресурсниот центар, од неколку здруженија, од Битола, од Велес, од Скопје и така. Значи, овој пат не веруваме на збор, бараме документ. Подпиш. Така, црно на бело, подпис. И ние се приклучуваме до овој повик. И ние ги повикуваме еве председателите на политичките партии, сите да се појават и да стават подпис на тој документ со кој се обврзуваат дека ќе ги подобрат условите за живот на дечињата со посебни потреби и нивните семејства. Ја имате уште еднаш, повторувам, поддршката од Алфа телевизија. Ви благодарам многу за гостувањето.